Почитувани гледачи на Мега телевизија, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со. Јас морам да кажам дека ми представува на вистина особена чест и задоволство што токму како мој ваш денешен гостин во оваа емисија го имаме ликовниот уметник Драган Најденовски. Во една прилика за неговото творештво, историчарот на уметност Роберт Цветковски ке рече дека тој е ликовен автор со солиден излагачки багаж и дека контактите со другите уметници и нивните дела несомнено извршиле влијание врз сликарската визија, но секако тука си архетипските слики кои што секој сликар интуитивно ги вградува во своите дела. Како што кажав, на вистина ми представува особена чест токму што како мој денешен гостин ви имаме во изданието Одблиску со. Пред се, добре дојдовте во студиото на Мега телевизија. Благодарам. Со вас на вистина има многу да се зборува, битолчанец, наш сограѓанин, самостоен ликовен уметник, председател на Друштвото на ликовни уметници во Битола. Имате изложувано не само во Македонија, туку и во странство. Ајде да започнеме вака. Кој на вистина е Драган Најденовски? Како би се опишале самите вие, бидејќи целта на мојата емисија е токму мојот гостин Одблиску да го долувам до сите наши гледачи? Драган Најденовски. Па мислам дека не би требало да завземи овој разговор со моето престојано во поглед на тоа, бидејќи мојот профил многу често пати сум го искажувал и во други настани, во многу други емисии, самите битолчани, моите колеги, пријатели. Меѓутоа, Драган Најденовски. Во тоа се би рекол дека е кажано. Меѓутоа, ако би кажал сега, ако барате од мене такви информации на раѓање, датуми ова, тоа, мислам, ако, ево, да речеме вака, јас сум по потекло од роден во село Брод, 1956 година, тука сум на 6 години, 6 годишна возраст, доселен со моите родители, и понатаму моето детство во една провинција, Бајрот, која многу си ја сакам, многу ја почитувам, во која понатаму во животот, кај мене ќе открива многу други елементи од животот, многу, значам, тие игри на улица, тие расправи детски, таа немир што и носи улицата, караници, кавги, сето тоа понатаму ќе се вгради длабоко во мене и ќе направи еден, да речем, еден пред се човек, потоа сликар и да речем со еден значителен, значен карактер, со еден предпознатлив карактер. Да речем, тука сега има еден втор дел од мојот живот во која се кршат, да речем, судбината се прекршува. Се запишав во средно техничко училиште во Битола, по завршувањето вообичаено такво беше и времето, ослужив воен рок во Југословенската народна армија и по враќањето се вработи во Рударско-енергетскиот комбинат РЕК Битола и тука од самото вработување до 80-та година веќе се формира една ликовна секција, наречена ликовна секција РЕК Битола, во која со уште тројца ентузијасти, љубители или, ајде да ги наречам, во тоа време така, сите се нарекуваме ликови уметници, меѓутоа денес јас многу се спротивставувам на ликовен уметник. Тој малце ликов уметник е многу значено како достигнете такво ниво. Било како било, тоа се случува така до 1994 година, каде што јас ја отворам приватната галерија Ван Гог, се до 2000 година и од 2004 година сум во Министерството за култура како еден од 50-тите привилеговани слободни уметници во сите културни нивоа во Република Македонија. До денес, значи, обавам функцијата како самостоен ликовен уметник. Како што рековте, во моментот ја обавам функцијата како председател на ликовните уметници на град Битола, сум уметнички директор на ликовната колонија Нижо Поле 2000 и секако сум граѓанин и човек и уметник кој во текот на годината, во изминатите децении и години, сум непрестано присутен во многу ликовни колонии во Републиката и во странство. Тоа е, речеме, во една кратки црти, меѓутоа, од почеток до крајот се поминати, да речеме, многу години во кои сепак
да оставиме за друг пат. Така е, во секој случај, убава најава на самиот почеток од блиску да ве доловиме до нашите гледачи, макар што мислам дека нема македонски граѓанин кој што не го слушнал името Драган Најденовски. Ајде да започнеме вака. Накратко кажавте нели отстапувањето од кога се вработивте во РЕК Битола, дека тогаш оформивте некое друштво, па после нели како се одвиваше вашата кариера токму во ликовната уметност, но што ме интересира на самиот почеток, кога прв пат се роди вашата љубов токму кон ликовната уметност, кон четките, кон платното и дали може би токму тие детски игри во улиците на Бајро што ги спомнавте пред малку може би беа инспирација за создавање во тоа далечно време? Па, вака, морам да ви се заблагодарам на доброто прашање од причина што ретко се заинтересирал некој да подлабоко да навлиза во мојата суштина или до мојот пат од улицата до едно ниво на еден ликовен уметник. Па јас во тоа време не постоја школи за цртање, воопшто школи. Како е вродено? Со самото раѓање. Така. Јас многу често пати ќе го кажувам многу ретко, меѓутоа ево со искрено, со голема љубов го кажувам, во четврто деление неколку учителки ме позаемуваа од класот за да му бидам гостин по часот по ликовно воспитување. И учителката ме вадеше на табла и да му цртам, да речем, јас не се сеќам тоа така беа. Значи за возраст од четврто деление така цртеше сето тоа. Многу пати сум наградуван како ученик во основно деление, меѓутоа имав и присуство на ликовен педагог кој во тоа време ми предаваше ликовно образование, на родителски разговараше со моите родители да ме упатат во средно уметничко школа и секако понатаму знаете како се развива секој човек. Меѓутоа мојот социјален статус беше таков, да речем, и моето разбирање на мојот татко беше така негативен, дека уметност не се живи, дека бевме уште покрај мене, имам уште двајца браќа, во тоа вработен беше само татко ми. Така да во сето тоа, како, значи не сум ја, значи јас од кога знам за себе. Така, значи љубовта ја имало уште од малина. Јас не ја велам дека јас мислам дека не беше тоа љубов, не може да кажам затоа што љубов уште јас не знам што е тоа љубов. Сега јас му кажувам на одредени мои млади колеги и пријатели дека за сет и на моите ќерки, за секој успех треба да имате љубов. Меѓутоа вие за љубовта не сте свесни во тој момент. Јас ќе кажам уште еден момент што е многу интересен. Ајде сепак уште овој момент за Бајрот бев многу често користен да му цртам на сите, тогаш такво беше времето, фраерски беше, значи во летни периоди, сите сака да се тетовират. Тетоважата беше уште и јас ги цртав женски фигури, сето тоа. И во еден момент татко ми доаѓаше од работа и ме затекна на моментот кога јас со игла го тетовирав. И ме зеде дома и добро ме истепа. И секогаш сум имал од моите родители, не сум имал негативен пристап према она што мојата дарба и мојата, затоа што љубовта не беше, требаше љубовта некој да ви ја развија, да ви ја подржи. Значи не сум имал подршка. Сега, ова е многу значајно затоа што се испреплетуваат после тоа. Јас во техничко сум бил еден перфекционист уште тогаш. Јас не сум бил добар ученик, значи сум имал двојки, единици, тројки. Техничко цртање секој сум имал петка и она што наместо јас да учам, она што треба да се учат работите по предметите, јас дома си земав паралелно друга тетрадка и си го препишував, бидејќи немаше учебници по сите предмети, се беше сведено на диктати така и ги препишував тие. Така да после враќањето во Југословенската народна армија почнував да речем на плажа, на улица, тумбе, кафе. Знаете, јас сега веќе дознавам колку портрети сум правил на колку личности, на пример 200 личности портрети во Битола сум правил портрети. Ова сакам да го кажам, бидејќи ми име ми интересно, не сум го кажал до сега. Во еден ресторан така по-локален на периферија ме повика еден пријател, сакаше некои критики за некои ликовни работи, да еден осврт, нека критика да му дам докаде е добро, не е добро.
Да, еден дечко вели здраво најдо, како си како? Вика, ме познаваш? Не те познавам. Абе, викам, имаш правено портрет. А јас не се сеќавам на та. И го прашав, ме интересира да ми кажеш кога сум го правил. Вика, 1983 година на Јахорина горе. И јас го прашав, самиот бидејќи ми станува сето тоа интересно. Така. И како сум те нацртал? Па вика, тие црташе на женска, ми вели, јас во колонијата добив статус како во акцијата како уметник и со договор на тој штабот ме оставија да спремам изложба и да ги спремам сите тие ликовни активности што бе. И вика, ај, Драган, нацртај ме. И јас што ти реков, важи ми вели. Така да, од тогаш постојат тие портрети. Меѓутоа, никогаш не сум имал представа дека еден ден ќе можам да бидам во една состојба, ево да, со еден, речем, како вие што рековте, ликовен багаж, со еден кредибилитет, со едно, да речем, да не би сакал нити да кажувам многу, нити пак да ги скратувам моите вредности, да речем, со еден уметник кој денес ето, да речем, завзема, да речем, добра положба и во градот и во Република Македонија. Да не речем, во многу често пати со колегите од странство имаме подобро разбирање и необичаено добро се почитуваме, како јас за нивното творештво, така и тие за моето творештво. И како резултат на тоа секако е непрестаните повици од денес, ова година и секоја година по 7-8 повици ги од нашите, значи, соседни земји, Грција, Албанија, Србија, Бугарија, на ликови колонии, Турција, да речем, сега треба. Така да тоа е тоа. Така, тоа е уште еден доказ за вашата успешност. Како што кажавте, ја немавте поддршката од вашиот татко, нели, на самите почетоци тогаш, баш во тие моменти кога требаше во средно или високо образование да се образувате во оваа насока, но ете, кажавте дека и покрај тоа што учевте техничко средно образование, сепак слободното време го поминувавте цртајки. Што се случуваше потоа? Како дојде, како се одвиваше вашиот животен пат за да стигнете до ова што сте денеска? Па, знаете како, јас не само за мене, јас тврдам за 90% сите оние кои со високо стручен профил што завршиле образование и доктори сури, само на 10 нив можам да допуштам дека навистина студирале доктор или стоматолог или архитект или гранжер со љубов, од што зацртале во своето детство или своето изградба на својот. Тако беше времето. Било што да се заврши, бидејќи во тоа време сите профили беа добро третирани, слично наградувани. Сега веќе нешто друга работа. Понатаму како јас после сето тоа, па знаете како, јас еве ќе ви кажам уште еден момент што е многу важен, да речем, за мојот живот. Јас 1983 година, кога веќе допре до мене магијата на бојата, која стана уметноста како предизвик, тука се јавува таа љубов, да речем. Значи, немајќи простор во сопствената куќа, кај моите родители, јас иселив од својот дом под Кирија, кај еден мој пријател, тоа е стара куќа напуштена. Така да тука има еден, ево, сигурно вашите слушатели ќе се сети на таа куќа на ужасот што го вика, на една куќа напуштена, каде што од вечер до утро се правеа журки, музики, сето тоа. Тука сега можеме да зборуваме за љубов, бидејќи и во тој момент јас не знам дека ќе станам уметник. Дали ме разбирате? Значи јас го работев, мојата потреба не беше за искажување на мојата уметност, затоа што и во тие моменти уметност јас не знам дали беше допрена што е уметност, бидејќи сето тоа одеше во една динамика така во младоста, како што би рекло. Меѓутоа, кога ќе работите тука со љубов и работите и покрај себе, или имате својство или моќ да ги запазите најголемите брендови во градот, бидејќи тоа е невозможно за да ги запознам уметниците од Македонија, него во Битола. И ако правите добра перцепција и изберете, навистина, знаете да го изберете кој е добро сликарство и кои сликари може да ги искористите во некој дел од понатамошното ваше, да речем, градење во уметник,
Јас го направив тој избор, имав таква можност и понатаму во животот да се дружам, бидејќи и моите изложби предизвикуваја, да речем, секако некое воодушевување и во уметничкиот дел во Битола. И така спонтано ние стануваме поблиску, да сега со тие најголеми знамени брендови сме секојдневно на кафе во Трев, да речем. Тоа е... Во тие моменти на младоста имаше некој или некои луѓе што го препознаа талентот во вас и што ве потикнуваа да одите напред, да се развивате уште повеќе во оваа професија? Па, јас пак значи талентот е нешто што многу често пати денес имате талент. Ќе сретнете многу дефиниции за сето тоа. Вели талент 5%, работа, останатите и посветеност, нели? Талентот е само убав е. Талентот е само важен до онен момент кога треба да се дефинирате вие што понатаму ќе во живот. Како ќе се градите? Како доктор, како правник, како инженер, како архитект, како музичар, бидејќи многу често пати јас поставив некој прашање. Во која уметност е најдоминантен талентот? Дали во музиката, дали во сликарството, или да речем во ово ликовна уметност, или во литературата. Знаете како тоа сите тие три уметности кои, да речем, се основни, никој не ми даде одговор дека за да бидете врвен музичар треба да имате слух, или за да бидете врвен уметник треба добро да цртате, или во средно училиште или во младоста да рецитирате, или да порано многу беше интересно удварањето на женските, на дамите со рецитали, со приказни, со такви работи. Мислам дека подеднакво е за секаде исто, меѓутоа она понатаму треба да се работи и да се студиозен пристап, треба да се дружите и да се движите во еден круг во кој, знаете како порано уметниците сами на себе си давале критика. Се викале во ателјето и разговарале за одредена слика кој настанала. Таму, значи, во сликата мора да има нешто, да има приказна, да има момент, да има зошто Герника, зашто си има секоја слика во минатото си има приказна. Што јас за овие слики во моментот што се сликат во денешно време немам толку големо вистинско мислење, меѓутоа тоа е начин на тоа си го времето си го прави, тоа е тоа. Така, што е она што вас кога цртате најмногу ве инспирира, кога сето она што го имате замислено го пренесувате нели на платното преку вашите четки? Од каде главно ја црпите инспирацијата и колку некоја реална ситуација од секојдневниот живот може да биде мотив за да насликате нешто? Добро, знаете како, сега веќе за моите 61 година многу е лесно да го кажуваш тоа, меѓутоа се чувствува кај помладата генерација многу често пати немаат, тешко се доаѓа да излете свој собствен ликовен стил, свој ликовен карактер, како што се во животот, така и тука. Меѓутоа, за мене имаше еден период кога, знаете како, сте на една раскрсница, ви се допаѓа, например, експресионизмот, импресионизмот, ви се допаѓа Пикасо, ви се Ван Гог, ви се допаѓа после тоа Кандински. Гледате се понатам како се движи уметноста, се трансформират линиите, боите, цртите, сето тоа и се ви се допаѓа. Тоа е убаво, а меѓутоа вие се не можете да сликате. Она што мене, например, и денес остана, да речем, на моите ставови, на своите гледишта, значи јас сум човек кој сакам околу мене да има, да естетиката ми е пред се, убавината, значи е составен дел од мојот живот, креативноста и секако бојата. Мотивите не ги избирам, него мотивите ми се наметнати, како што рековте, само по себе од секојдневието. Меѓутоа, ако земете хронолошки да ги следам јас или да ги следите вие, или било кој да ги следи или моите работи, или на било кој работите, ќе треба да најдете една поврзаност, една нитка во која сите работи во една хармонија ќе се пренесуваат од една во друга, така да од еден детски цртеж можеби до еден крајно трансформирана линија или абстракција, како што многу често кажуваат за моите предели, многу често пат јас не можем, јас имам предел, тие ми велат, абстракција, не така како. Меѓутоа, јас
не спорам, тоа затоа што начинот на гледање е тако. Меѓутоа, сепак, убавината треба да сте и човек кој не само да ја посакувате и треба да ја пренесувате убавината. Јас, например, сите мои слики преовладува естетиката, речем, убавината, колоритот. Тематски сум се движел од, речем, предел како еден заштитен мој знак, кој, ето пак ќе се повратиме на цена назад во времината кога ангажирав коли со платна, се не оделе по Полината во Бистрица, Пелагонински оддел, ваму краварски оддел, и сум сликал. Меѓутоа покасно сум, моите потреби станаа поголеми, значи одредени елементи во природата мене лично ми сметаја. И јас мислам дека сум го направил вистинскиот потек. Ги трансформирав, природата трансформирав не онака како географски да ја прифатам како што ја гледам, него да ја означам, меѓутоа да ја прилагодам на моите потреби, а да ја пренесам и да ја представам на гледачите како тоа така мора да биде во тој момент. Понатаму, знаете како, и сета трансформација во сликите е сепак е резултат на една трансформација во интелектот. Како ви интелектуално се надградувате, доаѓате до нови сознанија, не само од ликовната уметност, од животот, од приказните, од убавите, неубави страни, и ќе среќавате секој луѓе подобри. Тоа е сепак пак ќе дојде. Ако сте родени да бидете нешто, ќе бидете на патот, ништо нема да ви се испречи. И секоја пречка самата ќе се тргне. Така ќе се помини во секој случај. Имате голем број на изложби позади вас, како што рековме, не само во Македонија, туку и надвор од Македонија сте биле дел од голем број на ликовни колонии и работилници. Ајде, накратко, знам дека сте премногу, да не ги набројуваме сите, можеби некоја ваша изложба позначајна, можеби некое место каде што сте изложиле, макар што верувам дека секое дело, секое учество или секоја изложба е посебно значајна за вас. Точно така, значи, мислите јас кој за себе исто да го кажувам, тоа е, знаете како за ликовните колонии. Ова е најдобро, секоја колонија си има свој одбележје, свој амбиент, без разлика колку дава квалитетот на ноќевањето или квалитетот на исхраната или квалитетот на биле боите таленс или биле бугарски. Ево, морам да го кажам за боите, затоа што кај мене доаѓаше Славица Михаилова, моја ценета колешка пријателка. Често пати идеше во ателието и прво ви каже: "Леле, Драган, не можем да дојдам од прашини кај тебе во ателието." Ме разбирате? А како ги погледам сликите, како диаманти се чисти. И ќе вика на прашањето ми: "Како ги добиваш овој бој? Што бој користиш да бидат толку чисти?" Бугарски му. Абе, вика, така да, играта со боите е мајсторија, тоа е имате потреба, тоа е веќе нешто многу изоштрено кај оние ликови уметници кои важат за колористик, што ги викат. Значи, бесконечен начин на мешање боите, и тоа се озмислува. Не се мешат боите, ајде да ги измешаме, па што ќе добијам. Ме разбирате, значи мора однапред да знаете што ќе измешате, што ќе добијате. Па во однос, значи јас никош не се запирам на моите изложби, верувајте ми, нити сега сакам да дам, нити се тие многу, значи, и значајни мои изложби. Значајна една од добрите значајни изложби, 2005 година беше таа последната изложба во џамијата Јени Мале, значи таа пред да се реставрира, и мислам дека тоа беше многу добра изложба. И понатаму мислам дека сите мои изложби стануваат се подобри, а ова година ќе имате чест на 24 јули да ја видите, пак ќе речам, најубавата изложба. Така, супер, очекуваме те најава и отворена покана до сите гледачи. Изложбите. Така, што ќе имате кога само да ви сме кажам, уште ова ме потсети. Вели, одредени мои постари колеги во каталозите, значи тие не правеа каталог, ќе напишете како флаерче сега и ќе речат вака: 35-та изложба. Мислам, на никој не му значи дали 35 или 350. Така. Дали ме разбирате? Тоа е многу изложби, околу 30 и нешто изложби. Имам последната изложба ми беше сега во 26 декември во Охрид, пред тоа имам во Кавадарци, ова година имам во Битола,
со една тенденција да се изложи во Скопје, меѓутоа Така, на вистина не, број? од изложбата исто во Кичево, ми се јави од Струмица, сакат моја изложба за 2018 година да влезе во нивната национална програма, во програмата на националниот интерес на Министерството за култура на Република Македонија. Така да, убави се ангажманите, меѓутоа сега јас се наоѓам во една многу непријатна состојба. Сега времето ми станува малечко и кратко и се трудам некако да ги надокнадам. Ево, денес после вашиот разговор одам на колонија во Прилеп, така да после тоа во Кавадарци, нижо поле тука и таа непрестанот е. Исполнета агенда во секој случај. Ќе се задржа малку на изложбата која што ни предстои на 24 јули. Ете отворена покана до сите наши гледачи. Можеме да откриеме нешто повеќе околу темата, што е она што ќе имаат можност да го погледнат сите љубеници во ликовната уметност? Па не е таа многу голема тајна, бидејќи е веќе тајната откриена мината, значи не е ни тајна, 35 години ликовно творештво на Драган Најденовски. Така, мислам, официјалниот, така и оди во програмата, така оди во најавена изложбата, значи во горниот дел во магаза ќе бидат представени мојата прва слика од 1982 година, кој сум ја сликал во диско клубот Орфеј. Вие сте млади, значи по некои генерации го памтат дискот клубот Орфеј, далеку познат во Македонија. Таму имаше на ликовна колонија, Битола 1982, така таму насликав првата слика и да речем до се она што јас сум го успел и што успевам да ги евидентирам сите работи кои се на некој начин се сум ги оттугил или ова како што кажа со цртежите, портретите кои ми недостасуваат за да го исполнам тој празен дел што ми недостасува од кој ги го поврзале сето тоа, кој никош не размислував дека денес тој ќе ми треба. Со долниот дел ќе биде исполнет со слики кои настанале значи минатата и ова година и тоа е сепак еден многу мал дел затоа што моето творештво е навистина богато. Јас не би бројка да би ја кажал не е заради нешто друго и не сум човек кој се фали сам со себе си, меѓутоа сум направил околу евиденцијата ми покажа дека од 2000 година до денес сум направил 1961 ликовно дело. Меѓутоа тука се работи за графики, и то не се евидентира како тираж, неко зависи во кои периоди сум успел некои работи да ги правам. Тука се монотипи, пастели, слики на платно, претежно, да речем, сето тоа. Така да, сето тоа ќе го на некој начин со моите граѓани, со моите пријатели ќе го прославим на еден несекојдневен начин, да речем така, со на отворањето сакам да ги поканам кои сакаат да сите да земат збор неформално во еден круг за да бидеме сите еднакви. На таа изложба не сакам да бидам јас тој кој ќе вперат прстот или камерата да биде вперена во мене. Затоа што мислам дека ми стана тоа малце како терет сите тие настани и сакам навистина граѓаните и публиката навистина се доближи до уметникот, бидејќи и уметникот е, верувајте, многу сложена, едноставна личност. Во неја ќе најдете и до перфекција од интелект и до толку едноставности кои го прават, кои ги сочинуваат сите убави на еден човек. Тоа е таа моја изложба, така ќе биде на 24 јули, па ево ве поканувам вас како телевизија. Така, да и благодарам за поканата. речем. Секако да, ќе ги информираме дополнително и сите наши гледачи. Убава идеја, убава замисли имате, во секој случај нешто што навистина вреди да се погледне. Па не, јас правам, сега како председател на друштвени уметници, сакам да направам реформи, меѓутоа немам таква храброст се уште, а и председател, ако сте на Републиката, поинаку звучите. Имате законска можност да го спроведите. Јас не можам да го спроведам. Имено, знаете како, со оглед на тоа дека секоја година се прават гужви околу награди, секојаш некој мисли поинаку сето тоа. Јас со уметничкиот совет во еден момент се договорив, тој му изгледаше како малце шега, меѓутоа јас навистина така мислам. Ајде ова година на сите да му дадеме награда. И еден ден да престани тоа надпреварување кој мисли секој дека е. Затоа што во минатите изложби, она што јас уште една
тајна ќе ви откриам, тоа го знаат моите колеги, да речем дел од луѓето кои ги селектираат сликите. Значи јас на ниедна изложба на ДЛУП се изземам од наградите заради што не сум задоволен од кога настане, на начинот на кој се наградуваат и начинот на кој е спроведена наградата. Значи, сум човек кој строго се држи за тие правила и до ден денес кој ќе повикувам луѓето кои се избират на најдемократски начин, значи од ликови уметници кои не се вклучени во изложбата и вклучуваме граѓани, да речем, за сепак изложбата не е само за ние правиме изложбата за граѓаните. Имав уште една добра замисла, меѓутоа замислите, мислам дека се перфектни моите замисли, не можам да ги спроведам. Ова последната награда сакав да остане исто така како мала тајна, и се уште мислам дека така треба да биде. Наградата да ја доделат колегите уметниците. Значи, сите кои учествуваат на таа изложба, 5 минути му е доволно да се соберат во еден агол и да речат и да излези еден од нив тоа да направи храбро како што го дорикува на еден уметник и како како што сакам јас да личи Битола во очите на другите градови. Да дојде и да речи ние мислиме дека нешто слично како на Оскарот, ме разбирате, да го извади прикод да рече ја добиват, таа е за мен изнад која наградата ќе ти дават колегите. Не ви да ангажирате ликовни уметници, критичари од странство затоа што ви се пријатели, затоа што ќе ви дадат една награда која никакво нема значење, ме разбирате? Значењето е големо на наградата, ама ако е вистинска. Се согласувам. Така, во секој случај нели треба да се тргне од негде, да има некоја иницијатива, па да се дојде до некои промени. Се надевам дека за брзо време ќе дојде до нешто такво. Како човек кој што долги години се занимава токму со ликовната уметност, кажете ми што значи пред се уметноста за вас? Како ја дефинирате, ако воопшто нели можеме да ја дефинираме уметност? Знаете како, имаше пред 2 години имаше телевизиен проект уметноста низ така и бе околу 80 ликовни уметници кои изборуваа на тема уметноста. Јас не се сеќавам што сум кажал тоа, затоа што уметноста сепак е за мене во различити моменти, различити искажувања. Ги надополнувам нешто што сум кажал, мислам дека е недоволно кажано, За уметноста никош не можете да кажете правиот збор, вистинската, не можете да најдете таа вистинска дефиниција, затоа што е многу тоа тешко. За мене можам да кажам за уметноста, се е во мене уметност, ме разбирате, значи секој ден, значи денот ми почнува со уметност, ми завршува со уметност, и ако ви кажам кога немам сон, само си размислам за некои слики што треба да ги направам утре како обврска или за некоја поставка, например, или прв пат го откривам, да речем, моето размислување. Имаме една желба да направим ремикс на речем, едно 100 мои избрани работи, речем, да ги пресликам, го имам тоа право, меѓутоа во едно, или да ги облечам во едно друго руво, например, во едно сликани од една рака на 61 годинен човек, а не како 21, 31, 40, ми разбирате? Така. Тоа исто како во времето, исто како ќе прочитате некоја книга на 15, порамеше многу трендовски да се читат книги. И секој излегуваше некој хит и сите ја читат, и сите дискутират. Сега нема така. Меѓутоа било како било. Меѓутоа одредени книги кои сум ги читал по 2 пати, по 3 пати, поинакои сум го доживувал на првиот пат, на вториот и на третиот пат. Многу поразлично. Во тој смисол сакам да искажам мојата како идеја, значи секоја слика без разлика од кој време настанало, значи слика која има многу важни елементи кои сум ги задржал, мислам дека некаде можам да ги обојам со бои или да ги ставам во некој простор во кој нема да изгубат вредноста, баш напротив, кој ќе застанат едно до друго, да си парират во убава смисла, да речем, да се надополнуваат една со друга. Таа ми е една од идеите кои сакам да ја спроведам.
ако имам време. На вистина убава идеја, се надевам дека во скоро време ќе ја дочека светлината на денот, ќе Па- можеме сето тоа, сите тие работи да ги видиме во ново руво од ваша страна. На вистина би имаме било проблем убаво. што голем број на слики не се достапни за мене, се многу слики во странство, се отидени во овие Србија, да речем, Шведска, Европа, така не можам да ги немам контакти со оние луѓе на кои сум ги Така ве разбирам. купиле, сум ги продала, се ги зеле, така тоа е. А оно што исто така ме интересира да слушнаме едно ваше мислење од ваша страна. Што мислите за ликовната култура кај нас, за нашите сограѓани? Па добро, тоа не е мој нити стил, можам како реакција да кажам, јас верувајте, значи на сите ликовни собери, дали се изложби или колонии, манифестации, без разлика каков карактер и било каде, јас се го застапувам и го бранам битолското поднебје, градот како град си го бранам, си го сакам, тоа никој не може да ми го и никој не може да ми го да се спротистави на тоа, затоа што не е побитни работи се тие. Меѓутоа, ај во тој контекст ќе кажеме еден елемент сега што ми падна на ум. На 2 декември ме повикаа сите председатели на ликовни друштва, не повикаа во Кавадарци, бидејќи се отвореше изложбата на Длум, македонски експериментален цртеж, така нешто. И тоа е убав чекор, што Друштвото на ликовни уметници на Македонија направи еден испад, изложбите, значи откривањето да не биде секогаш во Скопје, неко да пред неколку години беше во Битола, сега беше во Кавадарци. Покрај тоа, изложбата отвореше Министерката за култура и со својот, да речем, кабинет и сите председатели, да речем, Гевгелија, Струмица, Велес, Кавадарци, Битола, Прилеп, така нешто. И така, по кратков разговор, министерката праша што дали се сочувате со некои проблеми. И јас ги искажав моите проблеми во однос на како ликовни уметници, како друштва со институциите, че нашите обврски со националните установи, со нашите програми кои се финансирани и најдовме многу добри одговори, многу добар прием. Меѓу другото му подарив на министерката една папка со каталози од 2004 година на една многу добра изложба на Друштвото на ликовници на Битола, кој јас проведов од почеток до крај во Софија. Значи, тоа беше 30 години од постојањето на Друштвото на ликовни уметници на Битола. Со еден многу пригоден, голем каталог, во кој уште позначено што на таа изложба беа гости неколку реномирани уметници од професори од факултетот во Скопје и некои уметници од другите градови. И така да во неја ставив каталог од 2009 35 години и 2014 од 40 години. Глуп, сите каталози со полн, да речем, со еден квалитет, со едно сето тоа. И последните каталози од изложбите. Министерката беше воодушевена, вика, зарем ова може да постои. И ова го кажав на последното отварање на изложбата, годишната изложба на Длум. Само Битол има друштво на ликовни уметници. Сите другите се договарат или реагират на потребите на 3, 4, 5 години и така некој се случува. Меѓутоа, оно што сакам да го кажам за Битола, сакам од срце да посетителите, гледачите да ги посетуваат изложбите, затоа што најважното нешто не е отворањето, за жал кај нас така се прави. Отворањето е има, например, и она, речем, јас многу често пати сум бил во неколку комисии, апели, нема ликовна галерија на кој може да се направи една голема изложба или многу во исто време да се случуваат повеќе настани. Центарот за култура е изолиран, знам дека му треба пари, тоа да се има прекрасен простор за добар ликовен простор. Во Националната установа музеј е неприступачен простор, таа мала сала што вика, јас разговарав со директор, му понудив како идеја да отворат посебна врата да не може тоа да го направат. Сега нашите во Магаза се ограничени со простор.
немаме такви простори. Па културата, мислам дека ова што така го почнавме разговорот, јас верувам во Битолчани и така го проширив разговорот со моето присуство во други средини. Сме на некој начин не почитуваат и мислењето на другите према нас е поинакво и нашиот пристап према нив е малце така посилен. Меѓутоа не е тоа причина ние да си правиме оно што да речеме сега, не мора да ги кажуваме сите убави работи, ајде да кажеме некоја не убава работа. Сепак заостануваме зад себе си заостануваме, значи ние самите не доволно се изградуваме и не изградуваме не би рекол култура. Култура е сето обкружување што се случува. Меѓутоа, зборуваме за една општа градска култура, например, во која ќе се почитуваме пред се. Ние, значи, во ликовната уметност и во сите уметности, ние не знаеме како во Битола не ги познаваме луѓето. Ке слушате, во Скопје од Битолата или во Австралија од Битола, знаете како. Тоа е недостаток на институциите да го вниманието или квалитетот да го окарактеризират, да го прифатат, да го проценат, да го прочитат и да го негуват, да му дадат шанса да се. Тука е недостатокот на нашата култура. Иначе во однос на култура на секојдневна, тоа е веќе нешто што не можеме да го менуваме. Сепак тоа е резултат на една силна, јака економија, на едни традиции кои, да речеме, пак ќе кажем за жал, требаше да бидеме уште посилни како град, меѓутоа Битола е наши, ќе си го сакаме и ќе си го градиме заеднички, иначе се другото Така, и ќе си го чуваме и ќе си го промовираме во секој случај. Со вас навистина има премногу да се зборува, но бидејќи нашето време е ограничено, еве само за самиот крај би сакала да кажеме некоја порака, некој ваш совет до сите оние млади кои што сакаат да се занимаваат токму со ликовната уметност. Што е она што ќе им го препорачате вие? Па, прво би сакал да се, еден чекор назад да се вратам, да го искажем исто мојот, да речем, револт према сите институции кои постојат во Битола, од националната установи кои се и локални установи кои, кога веќе сега зборуваме и го градиме имиджот на битолчани, си го сакаме биде, треба на сите полина да го правиме тоа. Мене, например, сега во ова програмата на Битфест ова година превладуваат страшно силни изложби, например, невообичаено и за мене, например, никош не сум се сретнал јас во еден таков мал простор да се сретнат толку силни изложби. Јас ќе ги набројам, например, изложбата на Борислав Триковски, кој на 24-ти во Белград, во куќата Легата, кој е во состав на Националната галерија Петар Лубарда, ја отвора принцезата Елисавета Караџорџевиќ. Таа истата изложба ќе биде 24 јули презентирана на битолската јавност. Тој е навистина се работи за уметник кој многу често пати не го кажале сето тоа. Ето еден убав настан и за семејството на Трајковски, а и за граѓаните да се соочат. Навистина, кога ме прашате за критериумите, види, многу често пати не луѓето, одите на изложба, не ви треба вас да ви кажат кој е добра или лоша слика. Кој ќе одите често пати, и најобичен човек, ако сака, ако идете од љубов, ако одите, ќе дојдете до еден заклучок дека ќе створите критериум за предпознатливост на квалитетни работи. Тоа е еден настан. Вториот настан е исто една голема група, македонска група, која е јас би рекол мега група, ликовна група 77, која слави 40 години, Илија Кочевски, Димитар Кочевски, Мичо Свето Манев. Мојата изложба исто влегува во Битфест како 30 години кон отвориштво. Сега, значи, веќе вчера прочита во програмата дека исто има изложба на Перо Спировски, еден исто истакнат голем ликовен уметник од групата ВДЕС. Има исто ретроспективна изложба на Маријан Малбашич и има изложба на еден исто нас добар сликар во Скопје, Швед Цигаридов, така да има неверојатно добри изложби. Во однос на помладата популација, помалите ликовни уметници, јас не би му советувал, затоа што тие, знаете, на 35 години на човек не му треба совет што да работи. Меѓутоа да го сврта своето внимание кон себе, да ги спочитуваат
се она што вложиле родителите во нив, за нив, значи да го дадат својот принос за културата. Сега кога веќаме за културата, значи треба културата да ја сочинуваат, да има јадро на културни дејци, културни интелектуалци, значи, кои ќе прават едно наистина јадро кој ќе има само по себе квалитет. Не е гледан од призмата пријател ми е, роднина ми е, да ме разбирате. Значи, со младите имам, ево јас ги поздравувам, секојаш имаат отворен пристап кон председателот, да речем. Овој председател направи по 3 пати едно по друго, ги повикувам сите млади сликари да пиеме едно кафе или пиво после секоја изложба, се со цел да се видат, тие не се познават, тие може се познават, ама тие не се дружат, ме разбирате? Так. Значи, најдобро дружење ќе ни биде ако слика често и да према председателот и према друштвото се ги извршуваат сите обврски. Бидејќи јас и кога на некој начин бев предложен за председател, исто ќе прифатам предизвикот само со една потврда од вас дека на сите изложби ќе учествувате, затоа што успешен председател е ако има успешни ликовни дела и до денес ево со ова ќе завршам мојот разговор, живеам за еден ден да имаме таква изложба за да можеме да селектираме слики. А не да ги молиме, ајде, уште ни фали една страница на каталогот, ме разбирате? Тоа е пораката, да се здрави, живи, да работат, да се сакат, да се дружат меѓу себе и да си го почитуваат председателот. Така, преубава порака за самиот крај. Мене ми останува од срце да ви се заблагодарам за вашето гостување, пред се за вашата отвореност, ете на вистина убави работи. Кажавме до сите наши гледачи, верувам и некои работи кои што досега немале можност да ги слушнат од ваша страна. Горди сме на вас, пред се горди сме за вашите успеси и тоа што сте наш битолчанец, што потекнувате токму од тука. Ќе ви посакам уште многу успехи во иднина. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас. И уште, ајде, не знаеме ние како да го завршиме разговор. Значи, цела моја отвореност, сета моја оригиналност е патот на успехот. Ако не бев таков, немаше ни да успеам. Така е, во право сте. Ви благодарам од срце и ви посакувам вашата телевизија да успешно да ги спроведе во сите програмски активности кои ги имате зацртано ова и до бесконечност, без крај. Ви благодарам премногу. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со. Јас верувам дека и со мојот денешен гостин успеавме да го задржиме вашето внимание до самиот крај. Довидување.